Почитувани, годишната програма за култура за 2020 година е повеќе од скандалозна. Критериумите по кои се делат парите на граѓаните се политички, а политиката и културата не одат заедно. Затоа 3 години не постои ниту К од културата која во континуитет тоне. СДСМ се колнеше во транспарентност, а сега јавноста не знае која национална установа колку средства побарала од државата, а колку добила. Јавноста и културните работници немаат одговор според кои критериуми биле предвидувани средства за поддршка на проекти или на уметници. Целата постапка се водела нетранспарентно, без јасна представа што и како ќе работат националните институции од културата и за која намена ќе се трошат милионски суми народни пари. Дополнително кај уметниците и културните работници се јавува сомнеш како се одлучувало кој проект да добие, а кој да не добие средства и поддршка. Така, например, имаме случај во кој на меѓународниот фестивал ПЦ Атанасовски Долнени, што е 46-то издание по ред годинава, му се доделуваат помалку пари од 29-тото издание фестивал на преработени и стилизирани албански песни Кенге Јехо, исто како и на некој кут Лулете Малсис, Јануарски пламен 2020. За Гоцефест се одвоени само 100.000 денари, а годинава е 35 годишен јубилеј и само за споредба. Ако за Гоцефест се одвојуваат ситни суми, милиони се доделуваат на проекти како Контрапункт во износ од 1 милион денари, Факултет за работи што не се учат од 1 милион и 250.000, Јадро во износ од 1 милион и 100.000, Локомотива во износ од 1 милион, Центар за современи уметности Скопје во износ од 650.000 и слично. Овде нема ниту логика, ниту јасна поддршка на културата во Македонија. За жал, оваа година, како изминатите 3 годишни програми, сме сведоци на скандалозни одлуки со кои наместо унапредување на културата и јакнење на институциите, гледаме подкусурување со партиска и политичка позадина. Комисијата која одлучувала за распределба на средствата, задоволувала на нарачки и желби, наместо да поддржува реално културни вредности во Македонија. Министерството за култура не е и не смее да биде пазар, туку вистински промотор и заштитник на културните вредности. После 12 април, културата и уметноста ќе го добијат заслуженото внимание. Ваквото беззаконие не смее да се повтори. Благодарам. Во однос на нетранспарентноста што рековте и во однос на под наводници скандалозните распределби, дали сметате дека антикорупционерите треба да покренат постапки и треба да го испитаат целиот случај со распределба на овие пари? Видете, ние точно не знаеме според кои критериуми тие се воделе по програмата. Затоа што знаеме дека во 2017 беше обвинувано дека претходно не било транспарентно доделувањето на парите, всушност дека ја има само сумата со која што се побарани средствата, а не сумата која што е одобрена на крај и обратно. Тие во претходната година ги објавија резултатите, нели, како треба да изгледа, но само првата година, а понатаму нема никаква транспарентност повеќе во одлучувањето.